Добро вечер. Коки, може на почеток. Ќе почнам малце необично. Имам 3 видеа, а се нема да ги изгледаме до крај, за да во интерес на времето. И првото видео ќе оди од прилика, ете, 1 минута. Пушти, Коки, пушти. Океј, одиме на следното. Ја побарате на YouTube, Малин од Гватемала е човеков и има многу добри преработки на познатите песни за славење во инструменталка. Сега, приметивте дека се истите една иста песна? Океј. Приметивте? Мита примети, добро. Сега, едно прашање до Аника. Аника, значи нема точен или погрешен одговор. Која ти се допадна повеќе? Талиса? Океј. Нина? Андреј? Михаил? Заки? Кирил? Петар? Горјан? Јана ти? Океј. Океј. Милена, која верзија ти се до бендиса? Милена втората. Тони? Океј. Ели? Втората. Океј. Сега Сонја, знам дека ти втората, така? Тетка Мира? Мада што мене, вака познавајќите тебе, може и првата да ти се свија. Така? Николче? Маја, втората? Сега малце од таа блендиранава група. Кате? Али повеќе? Првата. Ракела? Анастасија? Миле, ти си по народњаци, ајде ќе те прашам. Миле воли диско, првата. Океј. Сега, специфично знам дека за Мита и за мене следнава е фаворит. Коки, кај си? Може децата да одат слободно со тетка Вики сега. Фала ви! Even a bird
погодив, Причината зашто ги пуштив овие 3 верзии, Коки, ќе дојдиш на својата работна места? Е заради 1 Коринќани 12 од 4 до 6. Го имаш? Сега, различна е распределбата на сите чудесни изрази на благодатта преку даровите, но духот е ист. Различни се и службите и доброволното служење, но Господ е истиот. Има различност во дејствувањето поддржано од Божјата сила, но Бог е истиот, која поттикнува својата цел во сите. Ова е превод направен врз основа на грчките зборови во оригиналниот грчки текст. И причината зошто го ве прашав сите толку различни луѓе за да се уверите дека ова е вистина. И знаете дека првичната верзија, првата песна што ја слушнавме, таа брзата Тупси Тапси, за која што знам дека и на Даниела би се свидела, е оригиналот во суштина, дека втората е преработка. Сега, она што се случува во светот, што е извор на сите проблеми, е кога различноста што Бог ни ја дал, ние ја сваќаме како потреба некого да го анулираме и да го претопиме, за да не биде оно што Господ го создал да биде. Дали и многу е нормално луѓе кои што се разбираат повеќе од музика, кои што се музичари или кои што имаат осет за музиката, да кажат, ама чекај сега, втората разглобена е, па имаше виолини, па хармони, па ова пона. Не е важно. И знаете што? На Талиса, на Заки, на Аника, на Петар, на Кирил, Господ тоа нема да им го одземе или да им го припише дека е погрешно. Само заради тоа што ние имаме некакво си подлабоко разбирање или поинаков израз. И тоа се случува постојано во светот и за жал и во црквите. Она што е само мислење и преференца и разбирање или вкусови, ние си земаме за право да кажеме, па не, погрешно е. Ти треба да се тој став ти да го смениш. Не зборувам кога се работи за апсолутните библиски принципи кои што го отсликуваат христоликиот карактер во нашите животи. Таман работа. Но кога се работи за вакви нешта, пак ќе кажам, само да ги видевте од позади, само што почна првите тактови на првата верзија. Сите дечиња. На Кате и се бендисеја и двете верзии. Дали е тоа погрешно? Не. Мене ми се свијаше нешто сосема трето, што може за вас е Вики, а капела музика слуша. Ама ја уживам во тоа. И ја кога ја слушам таа песна, последната, третата капела, јас сум дома на земја. Заради тоа што може ли да се оспори моментот што го видовте помеѓу сите луѓе кои што го славеа Господ, поготово диригентот, изобилно помазание врз него. Халелуја! Слава ти, Исусе! Слава ти, Исусе! И често пати не внимаваме и стануваме на некој начин полни со осуда зошто некој само има различно мислење од нас или различен вкус. А во Бог, Таткото, тоа е само израз на неговата убавина. Како што прочитавме во стихов, дека различност има во дејствувањето поддржано од Божјата сила, но Бог е истиот кој ја поттикна својата цел во сите. Работата е што ова песна на славење ја компонирал човекот од црква во Австралија кој што е водач или младински водач на таа помала група на луѓе. И јас сум сигурна дека било инспирација од Светиот Дух токму тој так да биде употребен. И нема ништо лошо во тоа. Да внимаваме до каде одиме и како одиме кога се среќаваме со некои кои што се скроз различни од нас. Една позната проповедничка вели, ја не сум чудак, јас сум само различна.
Меѓутоа, ние често пати, дури некојаш си земаме за слобода и ќе земиме сега на децата, ќе им објаснуваме, ама слушај сега, тоа е само компјутерски нешто направено, таму нема никаква вредност, не се потрудиле, Тоа е се во ред. Ние правиме муавет за нивниот израз, кој што е даден од Господ. Затоа е Господ толку прекрасен. Затоа е прекрасен. Свртете се наоколу вас. Ниеден нема ист како вас. Ако 8 милиарди луѓе Господ се потрудил да имаат скроз различни отпечатоци на прстите, тоаш што е проблемот? Да се прифатиме. На ваков начин го славиме Господ. Кога викаме те славам Исусе, на ваков начин го славиме Господ, кога прифаќаме различност. Ја сакам ориз, сакам паста, ама не сакам пача. Некој јаде пача. Децава ме гледат, what on earth is that? Ја бев воодушевена кога го прочитав овој стих, кога видов каков е Господ и на кој начин се изразува помеѓу луѓето. И дека со самото тоа што ја и ти постоиме на оваа планета Земја е израз на Божјата љубов и креативност која што нема крај. И следните 8 милиарди што ќе се родат ќе видат скроз различни од нас. И ќе може ќе имаат и поинаков вид на музика и поинаков вид инструменти, што и да е. Тоа само ќе биде показател колку е Господ голем. Голем. Дури поголем од твоето и моето откровение дека Господ е голем. И знаете, кога размислував затоа што знаев, еднаш кога ја пуштив ова песна, Аника многу ја изреагира, ептен и почна да пее таму на детски час, и знаев дека има нешто посебно во ова порака, и така, ете, Господ ме инспирира да го споделам ова со вас, и викам, Господе, што е тоа што не прави толку посебни? И Господ баш онака ме охрабри. Вашата различност, која што е само мој израз, ве прави богати. И ја прави црквата богата. Коки, дали ќе може во Агеј, книга на пророк Агеј, 2 глава, Агеј, 2 глава, 6 и 7. Зошто Господ над војските зборува вака: за малку и јас ќе го растресам ќе ги растресам небесата и земјата и морето и копнето. Ќе ги стресам сите народи за да дојде богатството на сите народи и ќе го наполнам со слава овој дом, зборува Господ над воинствата. Во различни преводи богатството на сите народи е преведено како копнежот на сите народи ќе дојде во еден даден момент. Што всушност значи дека Христос, кој што во длабочина е копнеж на секој еден човек и на секој народ, ќе дојде на земјава. И сето негово богатство што тој го поседува за да го изрази во сите луѓе, ќе го донесе во црквата. И црквата ќе биде исполнета со славата негова. Дури да не е преводот посакуваниот од сите народи ќе дојде. Еве да го земем и богатството на сите народи. Кој е богатството на сите народи? Нашата уникатност како индивидуи и како нации. Се сеќавате кога Стен дојде и кажа дека секој народ врз себе има порција на благодат која што ако ја види ќе ја донесе пред тронот на Господ како најголема слава за величието на Исус. Вау! Оној што е посакуван од сите народи, богатството што сите копнеа да го имат, а тоа е Исус Христос, ќе дојде и домот Господов ќе биде исполнет со слава. И Агеј 2:9.
славата на оној втор дом. Кој е тој втор дом? Црквата, луѓето кои што го препознаа нивното богатство дека Исус е се во се. Славата на овој втор дом ќе биде поголема отколку на првиот. Слово е на Господа над војските. И ќе му дадам мир на ова место. Слово е на Господа над војските. Вау. Видете црквата што поседува заради она што Исус е. Мојот и твојот копнеш е Исус Христос. Мојот и твојот копнеш е Исус Христос. Копнежот на сите луѓе што не го познаваат Исус, повторно е Исус Христос. Тие мислат дека ако имам повеќе пари, ако имам доволно земја, ако имам некаков имот, ако не знам, сум успешен или имам некаков статус во општеството, сето тоа е само искривена слика за најдлабокиот копнеж со кој што Господ не роди. А тоа е да го спознаеме Него и да видиме дека Исус е нашето богатство. Во Исус ние ја наоѓаме нашата уникатност и слободата заради нашата уникатност. Исус дојде за да ни ја задоволи вечната глад што ја имавме. А тоа е да се најдеме себе си во идентитетот, оно што Даре го спомна на почетокот, да си го најдеме идентитетот. Исус затоа дојде, затоа што знаеше дека сите ние ќе имаме копнеш некој да не дефинира и да ни даде печат, ова е твојот идентитет. И затоа Исус дојде, за да ни го даде тој идентитет. За да се најдеме себе си целосно уникатни во Него. И да уживаме во она што Тој го направил во нас. И да уживаме во туѓата уникатност, заради што тоа и таа е сместена во Христос. Хвала ти. Пред 13 години во Струга за време на славење го прашав Господ. Ја стварно те љубам и ти знаеш дека те љубам, ама како ја да ти покажам дека стварно те љубам? И знам дека за некои луѓе звучи ова клише, али не ни битно, тоа беше моето откровение и печатот на Господ врз мене. И Исус ми рече, знаеш како, Виолета, со тоа што ти ги љубиш луѓето, такви какви што се во црквата и надвор од црквата. Така ќе ме љубиш мене. И дури не мора во текот на денот да ми кажеш дека ме љубиш, ама кога ќе го љубиш тој другиот, јас знам дека ти веќе ме љубиш мене. И тоа откровение за црквата тоаш бликна во мене и сватив дека црквата ми припаѓа мене и јас си припаѓам на црквата. И затоа без оглед на се за сиве овие 19 години, ја никогаш не сум дошла до точка да кажам јас се разочарав, си одам. Токму заради тоа откровение, дека црквата ми припаѓа мене и јас си припаѓам на црквата, затоа што тоа е Христос. Неговата добрина и големина која што ние ја славиме преку песни е изразена во тој седнат до тебе. Нели, така во последниве неколку проповеди Светиот Дух не учи како да се дисциплинираме, да се трнеме малце надвор од самите себе и да го видиме тој до нас. Амен. Толку е прекрасно што сме сите уникатни во Господа. И знаете што? Исус е тој кој што се противи на таа униформираност. Исус не ќе униформираност. Да не стрчам. Стој таму со главата како Ној, да не стрчиш. Ама Исус нема проблем со нашата уникатност, затоа што Тој е авторот на нашата уникатност. Тој е. И не се работи за тоа, некој ако каже, ама како сега Господ ни рече дека ние треба да се преобразиме според Христос. Нели е тоа некаква униформирана сите да личиме на Христос? Да,
во карактерот. Затоа што љубовта, трпението, само контролата, тие се универзални. Нема ништо во нив што може да те конформира или да те сообрази. Тие се само израз на твојата уникатност. Преку нив тие ќе ја изразиш твојата уникатност и луѓето ќе го прослават Господ. Затоа што Господ те создаде да си уникатен и уникатна. Не се работи за основните библиски принципи, пак ќе кажам. Се работи за уникатноста на Христос, изразена во нас. Халелуја, фала ти, Исус. Сега, кога зборуваме за уникатност, морам да ви признам, да сум искрена, пред многу години се мачев со еден стих во кој што е опишан, односно запишана, заведена изјавата на Јован Крстител. А таа е изјавата: јас да се намалувам, а Исус да се зголемува. И са, нели, низ текот на годините во детството, сите околу Великден го гледавме Исус од Назарет, тој во 4 дела, и секогаш беше од после полноќ до 4-5 сабајле, затоа што сите 4 дела беа по 2 сати. И рака крва во очите кој да си швајцовал. Ама битно го дочекавме Исус воскреснат сабајле во 5. И Јован Крстител беше многу така чудно представен. Jerusalem, the faithful city. Онака се уплашуваш. Екаш, ја не знам шо е со човеков, ама некако не ми штимат. Нели, не знам како луѓето си имале представа каков е Јован Крстител или заради описот дека, нели, јадел од скакулците сигурно е, да, и, нели, облеката бил ван моден стил, ама ја лично, кога почнав да ја читам Библијата, тој стих ме здоболе. Ме здоболе од аспект заради тоа што откако се обратив, често слушав проповеди кои што го зема тој стих како основа. Ти треби да умриш за самиот себе и да те нема тебе, само Христос да се гледат. Сето тоа е во ред, меѓутоа тоа е друга проповед. Што значи тоа да се умира за самиот себе? Но, за жал, сите тие проповеди од кои што ова изјава на Јован Крстител беше извадена од контекст, беа со таа една цел. Ти не смеш да имаш допаѓања, значи да ти се свиѓа нешто, таа музика да слушаш, Боже мој, да уживаш во дисторзија на електрична гитара за славење. Никако, ти треба да умриш за Христос. Затоа што Христос не ќе дисторзии. И јас се мачев со тој стих. А од друга страна копнеш онака, Господе, ја сакам да ти служам тебе, што значи това? И во сите проповеди беше: само ти, Исусе, од мене ништо да немат. Ништо од мене, Господе, само ти, од мене ништо ни трага да немат. И излегвиш на кафе со истата личност, набустрена зошо не сме отишле во кафишо, сакала таа на кафе. Ама битно во недела на служба кажала: ништо од мене, само од тебе, Исусе. А ваму проблеми ни пред заш не и се бендисало кафето ке што и сме излегле. Религиозен дух, изведби, перформанси. Христос е против тоа. Затоа што во такви нешта нема израз на неговата слобода. Нема израз на неговата љубов. И ја долго време се мачев со овој стих онака: Господе, како сега? He must increase, I must decrease. Како сега ја да се смалям олка, бушава? Како? Како? Сите ме приметват од далеку. Баба ми секогаш ми викаше: леле, да си жива и здрава, ама гласот тинк од далеку. Како се ти да се смалиш, а Исус да е голем? Како да си неприметен? И јас сум таква личност по природа што кога нешто ќе ми запне од Библијата, ја не го пуштам тој момент.
Ја джвакам и со години се навраќам на тоа, ама што значеше? Јас сакам се друга димензија ти да ми даеш, Господе. Неќам само од туѓе откровение да се хранам. Јас сакам, Исусе, ти да ми кажеш. И Светиот Дух е толку добар. Толку добар. И ми вели, Виолета, не се работи за тоа да ти ја снема твојата персона. Никогаш не се работела за тоа. Затоа што ти си целосна во мене во твојата уникатност, туку се работи за исчезнувањето на законот под кој што живееше Јован Крстител. Законот да се намалува, Христос и неговата благодат да дојдат до израз. Халелуја. Јоп, сега скроз поинаква перспектива. Сега веќе си ставен во позиција кај што препознаваш кој дух те води. Дали те води Светиот Дух во твојата уникатност и ревност или те води религиозен дух. Затоа што сега е појасно, законот да се намали, затоа што нели треба да дојде до исчезнување за благодата на Христос, која што отсекогаш постоела, да дојде во својот вистински израз преку луѓето што го запознале Исус. Вау! Јован Крстител беше постојано во тој менталитет што го генерираше законот. Покајте се! Покајте се! Покајте се! И тоа беше валидна порака за тоа време, затоа што законот се уште беше валиден. И луѓе доаѓа и Јован Крстител ги крштеваше во вода. И дури луѓе засегнати од она што се случува сега и на кон што пристапиле, дури му вика, оке, са што да правиме? Ти што имаш 2 туники, дај една, ти биди задоволен со твојата плата и не ги кради другите. Ама пак беше менталитет на грев. Покајте се. Тука застана Јован Крстител. Но, нели кажа, после мене доаѓа последен од мене. За брачет му Исус. Застана тој таму во тој менталитет на грев. Покајте се. Покајте се. И нормално неговиот ум неминовно дојде до предизвик. Зошто? Абе, брачет Исус, абе, шо преш, јас борвам за покаяние, ти шо ми преш ваму сега? Ај, отвори Јован 1:29. Утредента Јован го виде Исус како доаѓа кон него и рече: еве го Божиото јагне кое го отстранува гревот на светот. Видете каква изјава Јован дава за Исус. Сигурно бил под инспирација на Светиот Дух, сигурно не бил свесен шо зборува, затоа што тој цело време бил заглавен во гревот. И сега, преку брачет ми Исус гревот ќе биде отстранет. Еве го Божиото јагне. И 33 и 34. Јас не го препознав, но оној кој ме испрати да крштевам со вода ми рече: врз кого ќе видиш како слегува духот и останува над него, тој е оној кој ќе крштева со Светиот Дух. Јас видов и сведочам дека овој е Божиот син. И пак нели е изјавата тука регистрирана: еве го Божиото јагне. И сега, истиот овој, заради тоа што не бил доволно свесен, затоа што бил заглавен со својот менталитет во законот, прв предизвик на повидок, пуштил гласници. Абе, браче, дали си ти тој Месијата или некој друг да чекаме? Како е можно? Како е можно од иста уста да излези дека е Месијата што го отстранува гревот на светот? Еј, слушај, а да не си ја утнал ти работата, да не е некој друг?
Затоа што Јован очеквал Исус да постапува исто како него. Да биде претопен. Да, брачет, ја тебе ти спремив, затоа што биле на вистина брачет и Јован и Исус, нели Марија и Елизавета биле роднини. И сега, ја ти спремив, браца, ти продолжи го по мене. И сега Исус ги праќат гласнициве назад, слушај, кажете му на брачет ми Јован. Слепи прогледуваат, куци проодуваат, мртви воскреснуваат, на заробените им се проповеда Евангелието за Божиото царство. Јован во затвор, појма нема што се дешават. Заради тоа што бил заглавен дека Исус мора да биде ист како него. Ама фала му на Господ што Исус беше пријател со Светиот Дух и го следеше водството. И сега тоа е наше наследство. Јован не разбра дека Исус почна да ја објавува благодата, која што од секојаш била запишана за луѓето. Јован не разбра дека Исус беше на самиот почеток да објави не само што не љуби како уникатни, туку таа уникатност толку многу му значи што ќе направи се за да ја избави, за одново да блесне за негова слава. Карактерот на Исус. Карактерот на Исус. Нешто посебно. Нешто посебно. Карактерот на Исус кон луѓето. Еј, слушај, не мислам да те навредам, брачече Јованче. Ама не се разбираме. Имам некој друг план. Уживај. Ја ќе им објавам на луѓето како е да се љуби. Ќе ги избавам во нивната уникатност и ќе стојат како свештеници и ќе објавуваат доблести и богатства на Божјата слава и карактер. Иако се обратив, почнав да го читам најпрво Евангелието по Лука. И ја се влюбив во карактерот на Исус. Јас се воодушевив каков е карактерот на Исус. Како е опишан карактерот на Исус. Ја во моментот кога во јануари 2000 година почнав да го читам Евангелието по Лука и онака, можно ли е овој карактер мене да ме љуби? Таму кај што сум, таква каква што сум. Можно ли е? И најдов на Лука 7. Нели, стотникот, нели, за тие што, ако ви е чудно што значи стотник, војсководец на 100 војници, нели, стотник. Римјанин, кој што врска нема ниту со законот, ниту со живиот Господ на евреите, апсолутно ништо. Им се клања таму на Марс, на Венера, на не знам кој живо и диво. Но, во еден момент слуша за овој Исус, кој што е способен да ослободи и да донесе до израз човечка прекрасна убавина и уникатност. Зашто Исус не исцелува нас? Зашто ги прави сите тие работи? За да ја сочува нашата уникатност, за луѓето да видат колку сме ние љубени и колку тие се љубени. Ништо неќе на Исус да му се тргне од очите. И стотникот праќа гласници и вели, слушај, ја најверојатно, кога човек е искрен, свесен за самиот себе, а од друга страна доаѓа во контакт со некој што е толку благороден што те разоружува, без да употреби било што. И самиот свесен вика, слушај, ја не сум достоен ти мене дома да ми влезиш. Ама, испрати ти збор и мојот слуга што ја многу си го почитувам и сакам да го видам обновен, ќе биде обновен затоа што знам каков си. И знаете мене што ме зароби, така да кажам, реченицата запишана од Светиот Дух.
Исус му се восхити на стотникот. Marvel, тоа е англискиот збор. Да се восхитиш некому. Човек кој што не го знае Исус, кој што нема врска за живиот Бог, кој што не е свесен што живиот Бог направил, Исус му се восхити нему. Застани за момент и тивко размисли за ова. Дали сваќаш дека овој стих се однесува и за тебе? Исус ти се восхитува во секој еден ден. Кога ќе направиш чекори на вера, иако не знаеш се, збунет си или што и да е, Исус ти се восхитува исто како што му се восхити на стотникот. Коки? Лука 1:3. Како што можете да видите, скоро сите стихови се од Лука. Знам дека сум пристрасна, али знае, прва љубов е прва љубов, онака нешто ќе ви остави печат. Значи Лука, доктор кој што станал христијанин од како Исус заминал на небо. Кој што врска немал од законот, кој што не бил евреј. И са, Лука го пишува ова. Намислив и јас, откако испитав се подробно од почеток, да ти ги опишам поред честити Теофиле, за да ја разбереш вистинитоста на она во кое што си бил поучуван. Сега. Во Библијата ништо не е случајно и ништо не е туку така напишано. Сега. Никој не знае кој е овој Теофил. За ова личност нема никакви податоци историски кој е. Каква била улогата негова во времето кога Лука живеел. Значи, за ова личност нема регистрирани историски податоци кој е. Дали имал некаква важност за првата црква пред 2000 години. Значи, никој нема апсолутно ништо. Не знае за овој човек кој е. Сега. Има една многу убава, така ќе кажам, теза, која што ја лично си ја примив за мене, како апсолутен факт. Нели, заради тоа што веруваме дека Библијата е инспирирана од Светиот Дух и е Божјо Слово вдахнато со љубовта на Светиот Дух за луѓето, Светиот Дух намерно одбрал име кое што значува оној што го љуби Господ и што му е пријател на Господ. Тоа значи Теофил. И Светиот Дух знаел дека ја и ти ќе читаме оваа Библија. И Светиот Дух рекол, ја ќе ги наречам пријатели на Бог и оние што го љубат Бог и ќе им дадам епитет. Честити дека се. Но во англиската верзија е most excellent. Excellent е одличен, врвен. И ќе си го припишам ова за мене и за тебе и ќе кажам дека Светиот Дух ти вели врвен си, одличен си. Се потрудил да ти скоцка информации за да ја разбереш вистинитоста на она во кое што си поучуван. А си поучуван дека си толку многу љубен што Господ нема да дозволи да бидеш срозен. Честити Теофиле, тебе ти е наменето. И кога читаш Библија, знај дека Светиот Дух тебе те нарекува врвен, одличен, честит. Неверојатен е Господ. Неверојатен е. Вау. Неверојатен е.
Неверојатен. Какви зборови Светиот Дух употребил. И видете, нема никаква титула за Теофил. Ни дека е водач на црква, па затоа е честит. Ни дека е старешина на црква, па затоа е честит. Ни дека е апостол, па затоа е честит. Ни дека почнува цркви, па затоа е честит. Ни дека 1000 луѓе се обратиле преку него, па затоа е честит. Ништо од тоа. Честити љубителу на Христос. Порака од Светиот Дух за тебе. Халелуја. Халелуја. Пред еден месец кога идав за навака на служба и сакав пешки да идам, ама нешто ми се изметка по дома и фатив автобус. Автобус возење е најдобро место за да станеш свесен што пеш во недела. Господе, ќе ги љубам другите како што ти ги љубиш. Во автобус чувствата мораш да ги трниш настрана и да се фатиш за суштината на изјавата дека ќе ги љубиш другите како што ти се ги љубиш. И е супер. Мислам, нема да умриш, нема да се плашиш, вози се со автобус. И сега влегувам, ја мислам дека беше двојка или двоспратни се секогаш двојките. И во горниот спрат, ја секогаш гледам да седнам на крајот, на опашката од автобусот, за после тоа да, нели, на задна врата да излезам, за да не реметам ред од напред. Не знам што е тоа толку комплицирано. Излезоте на задна врата, влезоте на предна. Не знам зашо луѓето не сваќаат, али добро, ја да си го направам мојот дел. И секогаш седвам позади од автобусот и таму, нели, тинејџери, ово, она, галамџи, недела, слободно време. И сега имаше еден дечко, па не знам, најверојатно во своите 17 години, така, 16-17, и знаете, оние типчиња која се агресивно нападни со муабетите. И она, овде, не можеш да, мислам, не можеш да се тргнеш од неговото присуство, онака. И таа, ватка, заде си пукаве, и гласно и онака иритантно. И са, ама по известно време и са, нели она религиозната, те благословувам, али овде ти е, овде не можеш да издржиш, ти идеш шамар да му мавнеш. Аплаузи да му даеш. И онака, ама во моментот, во секундата сваќам дека дечкото има ментален проблем, дека се работи за некаква си обседнатост. Знаете, веќе преминува во поинаква иритација. И се пред мене седи едно дете, исто на таа возраст, и си ќути, а овај нему му се сипа, знаеш, онака провокации, знаеш, и дете во фина, лепо, така, мобилната и само... Океј, батка. Баш така. И дојде време на следната станица, овој галамџијава слезе и онака... О, фала ти, Господе. И само во еден момент се вртам на кај детево и си викам, леле, Исусе, вау, каков карактер. Каков карактер. 17 години. Знаеш, не изреагира на провокација, што е многу ретко во денешно време, во таа возрастна група. И однака и во еден момент седам и викам, јас сум воодушевена од детево. И само го слушам гласот на Светиот Дух. Кажи ја и ја иста. Ме разоружа Господ. И ја бев запрепастена од мојата реакција. Ама Господе, сигурно го опцувам. И сега ќе го извлечам Тонка, онака, и неговата изјава. Што, нели, англичаните имат многу, I'm gonna pull up a Tony now. И
И ќе се надоврзам на неговата изјава која Господ него му рече: Тончи, тоа не е твоја работа. Ти гледај си ја твојата работа. И знаете што ми рече Светиот Дух? Извини, ти го познаваш целосно ова дете и му го знаеш умот и неговиот ментален склоп? Знаеш како размислува постојано? Извини, ја го знам, не ти. Држи се до првото нешто што ти го кажав, дека јас сум восхитена од него. Достати е. Друго немој многу. И ми беше лекција затоа што тоа се случува и помеѓу нас предпоставки. Сигурно мислеше вака кога кажав ја вака. И Светиот Дух вика: ти гледај си ја твојата работа и немој ти многу да мислиш што мисли тој, затоа ти што мислиш. Туку ти мене прашај ме што мислам ја. А ја мислам да си ја гледаш твојата работа. Има здравје во тоа. Многу меѓучовечки односи ќе се исцелат кога ќе разбереме таа уметност на Светиот Дух. И во истиот момент онака не бев посрамотена од корекцијата на Светиот Дух воопшто, затоа што не дојде со осуда, не дојде со понижување на мојата личност, туку дојде со еден многу добронамерен совет. Еј, слушај, ја го знам него, не ти. Ти можеш само да процениш и да донесеш заклучок врз основа на уживај батка. И од тоа да направиш цел филм, ама ја го познавам него. И сега седам и оддалеку загледувам еден таму скрос на крај, не знам, деденце во своите 70 и не му го видов лицето, не го видов, знаев само дека имат спитфајрка, затоа беше нели пред еден месец кога беа дождоите ладното, и деденцево само го приметив оддалеку и нешто во мене скокна од радост, како што ме гледате кога скокам на славење. Уште ми фалеше да фатам во автобус да скокам. Нешто во мене заигра од радост. И само вака гледам и оддалеку врз него реченици му го видов карактерот. И онака го видов човекот во една секвенца како и вели на жена му: леле жено, мора да му помогнеме на твојот зет. Абе дај нешто да направиме. И Господ ми вика: овој е многу добар човек кој што е отворена врата за мојата добрина да дојде во животот на сите покрај него. И јас си викам: ова најверојатно сум ја да се утешам. Нели после фопа што доживеав од Светиот Дух. И еднака и човеков ми се приближи и мене уште поќе ми игра таја радост, леле каков е, како карактер. И Господ има многу добра смисла за хумор. Слегби човеков поскали и имаше нели таа за пазарење, одеше на зелено пазарче и нели капати од тие со настрешници и на капата: good man, добар човек. Вау, ме разоружа Светиот Дух. Неверојатен, неверојатен Господ имаме. Колку е добар. Вау. Истиот тој постојано има високо мислење за тебе. Постојано ти си честити Теофиле во негови очи. Постојано. Дури кога ти мислиш дека си заглавил негде и си ја утнал работата, тоа е твојата душа, твоите неисцелени чувства и емоции, твоите упоришта во умот. Меѓутоа нема врска со праведноста на Христос. Неверојатен. Неверојатен Господ. Вау. Толку сум воодушевена од тоа кој е Христос и каков е кон нас. Замислете и се будиш секој еден ден. И Светиот Дух ти вика: добро утро, честити Теофиле. Добро утро, честити мој пријател. Ти давам чест. Ти давам чест, затоа што си мој. Каков Исус.
и толку е добар, што се ќе употреби за да бидеш охрабрен во него и во она што тој е за тебе и она што тој го има за тебе. Пред еден месец бев на аеродром, ја испраќавме тетка ми од Австралија, ни дојде постарата сестра на мајка ми, ни дојде на месец и пол. Јас не сум ја видела 10 години, многу работи се случија и фала му на Господ за тој неверојатен дар на луѓе што не сакаат и ги сакаме. И ни дојде на посета и нели да ја испратиме. И сега си го фатив тој автобусот што е од аеродром за назад. И само на излезот од аеродромот и приметувам жена со мајца. Немој да си ехо, биди глас. Ехото повторува нешто некој што претходно кажал. Гласот е твој. Честити Теофиле, биди глас на Исус. И како што излегуваме се понатака од аеродромот, и огромен билборд, нели, новиот дел од аеродромов е направен и сега тој стариот аеродром што беше сега е нешто го прават и таму огромен билборд. И на билбордот Invest in Macedonia now. New business heaven in Europe. И јас знам дека ова е за бизнис компании. Ама во мене та надеж, нешто се поттикна во мене и си викам, што се дешава, зашто сум толку возбудена и восхитена од реченицава? И Светиот Дух ми вика, Виолета, заради тоа што ја се што правам е во надеж и постојано од мене извира надеж, таа моја надеж во тебе ќе ги приметува работите кои што всушност се инспирирани од нејзе. И рака исто викам, ја ќе си го прифатам ова и ќе си земам нов бизнис, спасени луѓе, нов рај во Македонија, во Европа, спасените луѓе и ќе инвестирам во Македонија со она што јас сум во Христос. Толку е достоен за обожавање и за славење Исус. И знаете, кога ќе кажеме, Господе, достоен си за восхит, тоа е заради тоа што или ни одговорил на молитва, или не охрабрил во она во кое што ние се соочуваме. И затоа ние сме восхитени. Но Господ е поголем од нашето откровение за тоа дека е достоен за восхит. Заради тоа што постојано неговата надеж генерира нови нешта од небото за да ја поддржи нашата уникатност. За луѓето да го видат каков е. Вау. Неверојатен Господ. Фала ти, Исус. Фала ти, Исус. Фала ти. Те славиме на ова свето место. Те славиме на ова свето место, Господа. Фала ти, фала ти, фала ти. Фала ти што не љубиш и што не катапултира во твојата љубов. Фала ти што не катапултира во твојата љубов. И ти се правиш, Господе, да дојдеме до полн израз, не во надменост и арогантност, туку во понизност за луѓето да те видат каков си ти. Халелуја. Халелуја. Фала ти, Исус. Чест и слава прими, Исусе, од твоите честити. Амен. That's it.